од 28 декември 1950 година. А резултат на тоа сте и вие, почитувате на нивните капитални дела. По таа насока со големо задоволство, драги пријатели на Градежниот факултет, мал е бројот на професионалци од било која област. Добар ден на сите, почитуван декан Сабиновски, почитуван досегашен декан Слава, почитуван ректор на Универзитетот Кирил и Методи, господин професор Јанкуловски, почитуван министер Сугаревски, почитувани директори на јавните предпријатија, на приватните компании, почитувани професори, дами и господа, почитувани медии. Ви представувам особена чест и задоволство што можам во името на владата и во моје лично име да ви го честитам јубилеот од 70 години постоење на Градежниот факултет и да им се заблагодарам на сите професори од сите генерации кои што учествувале заедно со нивните тогашни студенти, а денеска инженери во градењето на нашата држава и во сите позначајни градежни објекти кои што биле изградени на нашата територија, но со гордост можеме да кажеме и не само на нашата територија, него и во многу други земји каде што тие ги искажале своите градителски способности. Ние сме градежна нација, имаме добри градители, а коренот на таа работа е точно на Градежниот факултет, каде што и треба да продолжи да биде. Градежништвото како гранка е исклучително значајно за нашата економија, еден од трите столба заедно со индустријата и земјоделието, кои што ја креираат најголемата економска активност во државата и се основни креатори на бруто домашниот производ. Градежништвото учествува конкретно меѓу 6 и 7% зависно од годината во креирањето на бруто домашниот производ со промет од помеѓу 600 и 700 милиони евра на годишно ниво. Од тука само и произлегува значајноста на градежништвото во нашата држава. 58.000 луѓе во моментот работат во градежништвото во државата и се дефицитарен кадар. Значи, доколку постојат градежни работници, инженери и градители од сите области и дејности кои што се во градежништвото, тој број би бил и поголем. Денеска градежните компании се соочуваат со проблем да обезбедат вработени. Коренот на сите овие градежни активности, на сите бројки кои што најкратко ги кажав, повторно ќе кажам, се случува точно на Градежниот факултет и ние мораме да бидеме искрени и да кажеме дека во последните 15 години го девастиравме образовниот систем во нашата држава. И мораме отворено тоа да го кажеме, бидејќи кога ќе ја кажеме диагнозата, тогаш само ќе знаеме да го бараме лекот. Се додека не го кажеме тоа јасно и гласно, се до тогаш ние ќе живееме во една илузија која што нема да најдеме решение, од која што нема да излеземе. Јас во мојот кабинет овие 2,5 години точно увидов дека во нашата држава се дефицитарни квалитетните кадри, а посебно кадрите од техничките науки. Затоа преземав една иницијатива, деканот Мославац тоа го знае и деканите на сите останати технички факултети, да го подобриме квалитетот пред се на техничките факултети, нема да ми замерат сите останати, се разбира, сите факултети се важни, но ние треба да видиме што е тоа што го бара пазарот, а пазарот бара во моментов инженери. Затоа мораме да го зголемиме капацитетот на техничките универзитети и направивме една работна група во влада, која што ја предводам јас и која што не покасно од месец дена од сега ќе излезе со еден план како тоа да се направи, пред се за да се задоволат кадровските потреби на овие факултети, бидејќи видовме на сликите добри лаборатории, ама јас знам дека вие лаборанти немате. Знам дека гледавме како студенти полагаат, видов точно Јакос полагаа предметот што јас го држам на Машински факултет, па го препознав, но знам дека асистенти немате. Знам дека кадрите по катедрите се преполовени и по одделите кои што ги прикажавте и мислам дека така Градежниот факултет не може да гарантира квалитет во иднина и затоа мора нешто да се промени. Јас ќе се залагам целосно како заменик на претседателот на владата за економски прашања да се подобри оваа ситуација и тоа од аспект некако одговорен за образованието, бидејќи за тоа постои министер со кој што
близко соработуваме на оваа тема и на оваа проблематика и мислам дека има максимално разбирање за сето ова, него како човек што е одговорен за економијата во државата, а економија без соодветни кадри нема. Доколку не ги подобриме условите на техничките факултети, тоа ќе биде во иднина лимитирачки фактор за развојот на економијата во државата. Јас ќе направам се што е во моја моќ од оваа позиција од која што сега ви се обраќам, да таа ситуација ја подобриме. Ви благодарам на вниманието и уште еднаш ви честитам јубилеј и посакувам уште многу големи успеси на факултетот. Благодарам.